Почитувани, добро дојдовте во вестите на Канал 8. Согласно препораките на Комисијата за заразни болести, владата донесе нова одлука за влез во угостителски објекти, кафулиња и барови, како и за влез во земјава после 1 септември. Ќе се влегува со сертификат за вакцинација или прилежан ковид. Новите мерки се резултат на рапидното зголемување на бројот на заразени со COVID-19 последниот месец. Новите мерки почнаа да се применуваат во кафулињата и угостителските објекти во Кочани. Во објектите влегуваат само вакцинирани лица. Откажани се и сите свадби и друг вид прослави. Владата на синокешната седница донесе најнови мерки, протоколи и препораки за заштита на здравјето на населението од COVID-19, врз основа на препораките од Комисијата за заразни болести. Во земјата деновиве постојано се зголемува бројот на заболени и починати од COVID-19. Само вчера се регистрирани нови 999 случаи, починати се 14 лица, а оздравеле 184 пациенти. Изброј заболени околу 1000 има и во последните 24 часа. Во Кочани се регистрирани нови 15 случаи на COVID-19. Вкупната бројка на активни изнесува 54. На предлог на Министерството за образование и наука, а со одобрување на Комисијата за заразни болести, донесена е одлука учебната 2021-2022 година да започне со физичко присуство со полн капацитет според утврдените и донесени протоколи. Исклучоци од оваа одлука може да се однесуваат на деца со ретки болести или попречености, деца кои доаѓаат од семејства со хронично болни семејства по барање на родителите, како и други немедицински причини со дозвола на училиштето. Согласно препораките, владата донесе и нова одлука за влез во угостителски објекти, кафулиња и барови. Задолжително, без оглед на капацитетот на објектот, дали е мал или голем, за да се влезе во угостителски објекти, кафулиња и барови, ресторан, обложувалници и казина, како и за влез на концерти, свадби, спортски настани и воопшто за сите организирани настани кои на отворено, но и за влез во трговски центри кои се затворени, задолжително ќе треба да се покаже сертификат за вакцинација, односно примена најмалку прва доза вакцина против заразната болест COVID-19 или потврда за прележан COVID-19 во последните 45 дена, сметајќи од денот на оздравувањето за лица над 18 годишна возраст. Во сите угостителски објекти опфатени со ова мерка, каде капацитетот е поголем од 30 гости, задолжително е воспоставување редарска служба за контрола и спроведување на ова мерка. А за оние со помал капацитет под 30 гости, контролата е должност на редовно вработените лица во угостителскиот објект. Почитувани, останува забраната за организација на свадби, веселби и прослави во објекти од затворен тип, додека друг тип на настани на затворено и понатаму може да се организират со исполност од 30% од капацитетот. Новите мерки почнаа да се применуваат во кафулињата и угостителските објекти во Кочани. Откажани се сите свадби и друг вид прослави. Угостителите поставија редари за проверка на сертификати уште пред 2 дена. Новите мерки придонесоа за голем пат на бројката на гости, како и во финансискиот дел. Веќе прославите кои не се во затворен простор не се откажани. За кога се работи веќе за новите мерки што се дадени од владата, да, секако истите мора да ги почитуваме. Доста високи се казни, така да тоа не е обврска, нели, за и ние сме во интерес, нели, за здравјето на граѓаните, така да ќе ги почитуваме мерките. Редар имаме веќе имаме поставено редар, тоа уште пред 2 дена точно, уште кога почнаа кога нели стапија на сила првите мерки. Си имаме редар, така да можат гостите да влегуваат само оние што се вакцинирани, нормално. Тоа е од денес за вакцинираните, до вчера беше до 30 гости, може да колку до 30 гости има во локалот, може да влегуваат и невакцинирани, но од денес е новите мерки се дека не може да влегуваат невакцинирани. Финансиски веќе се чувствува, значи уште од првиот ден што кој ги ставија мерките, финансиски веќе
сме паднати скроз со работа, односно сите луѓе се плашат, не доаѓаат нормално, тие што се вакцинирани, да, доаѓаат, но многу малку се вакцинирани, така да се чувствува и тоа многу. Помош очекуваме, да, без помош не можеме да издржиме, не можеме да ги задржиме вработените, тоа е нормално. Нови мерки има и за влез во земјава. Од 1 септември домашни и странски државјани ќе може да влезат на територијата на Република Северна Македонија, доколку претходно на граничниот премин приложат сертификат или потврда за извршена имунизација, односно примени најмалку 2 дози на вакцина против заразната болест COVID-19 или сертификат за прележан COVID-19 во последните 45 дена, сметајќи од денот на оздравувањето или медицинска потврда со негативен резултат од ПСР тест направен 72 часа пред влез на територијата на Република Северна Македонија. За нашите граѓани кои ќе се враќаат во земјата после 1 септември, а немаат ПЦР тест или потврди за примена вакцина или прележен ковид, ќе се одреди мерка карантин од 7 дена домашна изолација со решение од Државниот санитарен и здравствен инспекторат. Странските државјани пак кои транзитираат низ земјата ќе може да го направат тоа во рок од 5 часа со претходно потпишана изјава на влезот во земјата, која ќе треба да ја приложат пред граничната контрола на излезот од државата. На вакцинираните граѓани на располагање им се ставени повеќе опции со кои може лесно да стигнат до документ дека се вакцинирани. Потврдата за прележен COVID-19 може да ја извадат единствено граѓани кои се заведени во Институтот за јавно здравје дека биле заразени со вирусот, а потврди освен на вакцинација МК може да извадат и кај својот матичен лекар. Националниот сертификат за вакцинација исто така може да го извадат од сопствениот профил на веб страницата Вакцинација МК. И Основното училиште Синиша Стоилов од Зрновци ќе обезбеди бесплатен превоз за учениците кои живеат на оддалеченост поголема од 2 километри. Тендерот за избор на превозник е објавен, а пријавувањето трае до 24 август. За учениците кои посетуваат настава во Основното училиште Синиша Стоилов во Зрновци и во истоименото подрачно училиште во Мородвис, за престојната учебна година ќе биде обезбеден законскиот бесплатен превоз. Според проценките, училиштето за оваа намена ќе потроши околу 300.000 денари, колку што се предвидени со јавниот повик за избор на превозник, што треба да ја обезбеди услугата. Обврска на училиштето е да им овозможи превоз и редовно посетување на наставата на учениците чие место на живење е оддалечено повеќе од 2 километри. Се работи за 48 ученици кои се поделени во 4 групи, односно оние кои учат во училиштето во Зрновци, а доаѓаат од Мородвис и Видовиште, или пак за учениците кои настава посетуваат во Мородвис, а доаѓаат од соседното Видовиште. Основното училиште Синиша Стоилов од Зрновци веќе го објави огласот за прибирање понуди од заинтересираните превозници кои имаат соодветни можности за реализација на услугата. Пријавувањето трае до 24 август, кога ќе се изврши и отворање на пристигнатите пријави. Доколку никој од пријавените превозници нема забелешки на процедурата, до почетокот на новата учебна година ќе биде познато кој ќе ја преземе услугата за транспорт на основците во општина Зрновци. Комисијата за пописниот реон 13 Кочани, Зрновци, Чешиново, Облешево ги известува кандидатите кои во периодот од 17 до 18 август се пријавиле на јавниот конкурс за ангажирање на реонски попишувачи и инструктори, дека тестирањето ќе се спроведе на 20 август во училници во Средното општинско училиште Лјупчо Сантов во Кочани. Пријавените кандидати ќе се тестираат во групата 11 со почеток од 9 часот. Доколку до крајот на рокот дополнително се пријават нови кандидати и тие ќе треба да се јават на тестирање во истиот термин. Распоредот на тестирањето по групи е објавен на веб страницата на општина Кочани. Во рамки на проектот за набавка на опрема за собирање и транспорт на отпадот во источниот и североисточниот плански регион, општина Виница доби метални контејнери за комунален отпад. Новите контејнери ќе бидат распоредени низ повеќе локации низ градот и населените места од страна на јавното претпријатие Солидарност од Виница и ќе бидат соодветно обележани за отпадот што ќе може да се изфрла во нив.
Општина Виница доби 182 метални контейнери за комунален отпад во рамки на проектот за набавка на опрема за собирање и транспорт на отпадот во источниот и североисточниот плански регион, Еко-Исток, Североисток. Контейнерите се дел од опремата која заедно со двете возила за собирање на смет се обезбедени од ИПА програмата за регионален развој на Европската Унија. Новите контейнери ќе бидат распоредени на повеќе локации низ градот и населените места од страна на јавното претпријатие Солидарност од Виница и ќе бидат соодветно обележани за отпадот што ќе може да се исфрла во нив. Ова ќе овозможи да се прави селекција на органскиот, од пластичниот и другиот комунален отпад, со што ќе се обезбеди негова полесна преработка во идната регионална депонија за отпад, која се наоѓа во атарот на село Мечкуевци, Свети Николе. Градоначалникот Ивица Димитров изјави дека со поставувањето на овие контейнери значително се подобрува животната средина и нивото на хигиената во општина Виница. При тоа апелира до граѓаните да ги чуваат и да не ги оштетуваат и со тоа да помагаат во одржувањето на чистата и здрава животна средина. Локалната самоуправа на Кочани ја продолжува планираната реализација за изградба на сообраќајната инфраструктура во градското подрачје. Во тек се градежни активности на неколку улици во населбата Усова Чешма, со што таа скоро целосно ќе биде решена. Во тек се градежните работи на неколку улици во населбата Усова Чешма во Кочани. Механизацијата на изведувачот В група од Радовиш работи на трасирање на улицата Македонска. Таму ќе се асфалтира крак со должина од 210 метри. Стручните служби од општината известуваат дека по изградбата на подпорниот зид со должина од над 30 метри сега се работи на широк ископ, транспорт на материјалот и формирање насип покрај подпорниот зид. Почетниот дел од кракот на улицата Македонска веќе се тампонира. Геометри извршија и контрола на изградениот подпорен зид на улицата Ване Градовјански, каде ќе биде асфалтиран крак во должина од околу 150 метри. На улиците Кресненско, Востание и Никола Парапунов предстои валирање на тлото. Според предмер пресметката, во Усова Чешма ќе се асфалтираат уште 650 метри. Со тоа, патната инфраструктура во оваа кочанска населба ќе биде речиси целосно реализирана. Истовремено се работи и на изградба на подпорниот зид за втората коловозна лента на улицата Стево Телосиевски. Одговорните од општина Кочани апелираат до учесниците во сообраќајот да бидат внимателни при движењето, како и да ја почитуваат поставената сообраќајна сигнализација. Во просториите на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМНЕ се одржа пресконференција, на која се обрати кандидатот за градоначалник на Кочани Љупчо Папазов. Дозволите ми да изразам благодарност до председателот, централните и локалните органи и тела на ВМРО ДПМНЕ за укажаната доверба да бидам кандидат за градоначалник на општина Кочани. Чест и значајна одговорност е да добиеш можност да бараш поддршка, да го водиш градот во кој си се родил, во кој си израснал, во кој си се школувал, си оформил семејство, си стекнал многу пријатели. За жал, во изминатиот период во Кочани се изгуби енергијата и надежта на граѓаните за подобра иднина. Нема нови поголеми директни инвестиции. Хаосот во сообраќајот е неподнослив. Политиката на неказнивост, ненадлежност и непреземање одговорност стана редовна пракса. Кочани се соочил со градежна козметика на инфраструктурата и нефункционални решенија. Ваквиот начин на управување мора да стане минато. Кочани заслужува модерен и одржлив развој, способно и одговорно справување со современите ризици од климатски, здравствен и сигурносен аспект. Заслужува да се создадат предвидливи услови за граѓаните да ја препознаат својата иднина во родното место. Со тимска работа, во која ќе доминираат стручните знаења и способности, широка институционална соработка, честност и транспарентност, ќе работиме на остварување на овие поставени цели. Ќе бидам отворен за прифаќање на сите корисни идеи, мислења и сугестии за просперитетот на Кочани. Достигнувањето на современи стандарди во клучните сфери на општественото живење ќе биде приоритет на новата локална власт. Наместо залудно трошење на парите на граѓаните во предизборие, јас ветувам дека постојано ќе се води грижа за реалните проблеми на граѓаните во градот и населените места.
Верувам дека сите заедно ќе донесеме промени кои се неопходни за да ја унапредиме нашата општина. Пензионерите од Кочани интензивно се подготвуваат за општинските спортски игри што ќе се одржат на 31 август на градскиот стадион, како и за регионалните и републичките, што ќе се одржат во септември. Поради состојбата со COVID-19, екипни надпревари ќе нема. Пензионерите ќе се надпреваруваат само во поединачна конкуренција. Сдруженијето на пензионери од Кочани се грижи и за пензионерите со ниски примања, така што за нив обезбеди 120 пакети со прехранбени производи. Пензионерите од Кочани интензивно се подготвуваат за предстојните општински, регионални и републички спортски игри. Лани, поради ковид мерките и заштита на пензионерите, истите не се одржаа. По предлог на Комисијата за спорт на Сојузот на Сдруженијата на пензионери на Македонија, оваа година се планира да се одржат спортските игри, ново одредени дисциплини, кои ќе бидат дозволени во време на пандемија. Станува збор за одржување на 5 дисциплини, каде играат само поединци, а не екипни тимови и колективни надпреварувања, со цел да не се создаде можност за полесно ширење на епидемијата. Овие спортски надпревари ќе бидат на ниво на општина, регион и република во 7 дисциплини. Ќе биде во атлетика, трчање мажи и жени на 60 и 80 метра, фрлање кугла, скок од место, во фудбал шутирање на мали голови и во кошарка фрлање на кошеви. Тоа се екипи од по тројца, али поединечното учество во тај спорт, само фрлање, а не играње, обезбедува сигурна гаранција оти нема да има некои услови за проширување на короната. Негде при крајот на овој месец ќе се одржат општинските спортски игри на 31 на градскиот стадион во Кочани, додека на 15 септембар ќе се одржат регионалните во Виница. На крајот од месец септембар ќе се одржат, не е одредено само местото, и републичките спортски игри. Ние ги презираме сите активности да се изврши добра припрема, подготовка и како да се ги натаму имаме добар успех на регионалните и републичките првенства. Оваа година Сдруженијето покажа и голема грижа за пензионерите со ниски примања, така што обезбеди 120 пакети со храна, за што од сопствениот буџет издвои 215.000 денари. Спроведуваме поширока социјална активност преко посебни комисии и органите, и тоа во давање на пакети со прехранбени продукти во вредност од 2200 до 2300 денара од пакет. Тоа са, ќе ви кажам детално, 5 кила у тај пакет има 5 кила зејтин, 5 кила брашно, 5 кила шеќер, 5 кила граф и 5 кила ориз. Тие са за секоја сиромашка фамилија, ако не повеќе, со тие основни артикли за едно тромесечие у годината, за двочлено или едночлено семејство пензионерско, барем најосновните артикли да ги имат. Комисиите си извршија добро работата, изврши одбор, исто така потврдија таа проценка и веќе е во тек доделувањето. Ова година ќе се доделат 120 пакета, со тоа што да не биде одма една гужва и да се направат грешки. Првата тура сега се деле, утре е последен ден, 60 луѓе ќе добијат. Втората тура со нови подесени барања, нови предлози од ограниците, ќе се изврши во месец декември. Што се однесува за вообичаените екскурзии, годинава за верските празници Голема Богородица и Свети Јоаким Осоговски. Серафимов истакна дека очекува да се реализираат во Берово и Крива Паланка, но согласно мерките дадени за заштита од вирусот, можна измена на датумите за екскурзиите, зашто дополнително ќе бидат известени пензионерите. На 2 август Илинден, Сдруженијето на пензионери од Кочани, реализираше екскурзија на Мечкин камен со околу 40 на пензионери членови на Сдруженијето.
Почитувани, тоа беа содржините што ги подготвивме за ова издание на вестите на Канал 8. Останете и понатаму со нашата програма. Довидување.